Денес ќе правиме многу интересна рецепта. Шолја, сок од круши, усо сирчето, такачка, една кисичка желатин, сокчето, три крушки, ги љупам и го вадам само месестиот дел. И полнам унутри булетот. Лајм. Пола лајм. Може и обичен лимун да ставите, како ви љубите, така. Го цедам врз крушите. Добро кај лајмот е што нема семки, а му дава еден посебен карактер на овој десерт, го прави да биде згоден колку што е незгоден. Затварам. Па тоа е. И ова го пиете. Го пуштам со сирчето да се загрее. Загревате, значи само да се смлачи. Ако го направите биде врело, губива желатинот и не добива желатинирана структура. Пирево што го направив, го смешувам во сокот. Мешам да добивам една смеса. Ке ставам малку жолта боичка, за да добијам контраст. Вие може да ставите и куркума. Денес тоа е многу ин, многу фенси. Ја овој десерт ќе го сервирам у чаши. Ја го искористив калапов за мафини, за да си добиам оваква фина линија. Сега ова ќе оставам во фрижидер околу 2 сати, ќе се стегне. После остаток ќе го напунам со панакота и ќе добиам еден десерт за мерак. Иде ова у замрзнивач, пократко од 2 сати кај мене, пошто имам многу добар замрзнивач. Ај, кој ќе ми отвори, дечки? Ајден доброволец. Фала, ова е мањо, иначе запознате се, брат мој на тој што гледате што снима, трни го ова. Ој сваба ќе прави, па ја до витамин С, боже. Мала воктава на рингла, шолја млеко, едно пакетче желатин, мешам, третина шолја од шеќер во млекото и мешате додека не се растопи шеќерот. Во овој сад ставив 2 шолји крем павлака, смесало млеко, ја додавам во крем павлаката и мешам да се соедини. Чашиве, сега можам да ги исправам ладно, ги враќам па во садот и дополнувате до остатокот. И секоја чаша назад во калапчето.
оди у фриждер, а уште саат и пол негде да кажеме. Ова е мојата панакота со круши. Ја декорирав со парченца зелен лимон, нане, малце мелен сушен ѓумбир и парче крушка од кој што е направено истото. Доколку ви се допадна мојот видео, кликајте лайк, споделете со пријателите, ние се гледаме за брзо. Чао!